Уровија контра медиумите извешта на Државниот завод за ревизија за донации на политички партии. Елмедин Адеми и неговата Уровија, што за речиси 2 милиони евра ќе ја подготвуваат ВИП арената Борис Трајковски за министрите на ОПСЕ, негира дека компанијата некогаш донирала пари на партијата на Али Ахмети и покрај јавно објавениот ревизорски извештај за ланската година. Мојата врска со ДУИ, донирањето што се нагласува кон Демократската унија за интеграција и вредноста на донацијата се невистините. Елмедин Адеми во соопштението бара медиумите да се извинат за како што вели невистините и нарушувањето на репутацијата на компанијата, заборавајќи на јавно објавениот извештај на кој се повикуваат сите медиуми. Државниот завод за ревизија во мај годинава го објави извештајот за финансирањето на партиите. Па согласно извештајот, интегративците ланската година земале 2,5 милиони денари донација од Адеми како физичко лице и од Уровија уште 1,8 милиони денари. Додека Елмедин го заборавил извештајот на ревизорите, а јавноста и медиумите веќе пети ден бараат одговори за контроверзниот тендер што го добија Уровија од МНР, обвинителството спие. Ниту до првиот човек Јовевски, ниту до назначениот за организиран криминал Абази не добираат гласините за донатори на партии кои земаат вртоглави тендерски суми. Во меѓувреме, Министерството за надворешни работи се правда дека ја избрале најповолната понуда, а потсетуваат и дека станува збор за важна конференција со меѓународни активности. Министерството ниту смее, ниту е правно издржано да отворили понуда која според критериумите е најповолна. Одговорно тврдиме дека не постои никакво влијание, ниту нерегуларност во изборот на компанијата, што е потврдено до второстепена комисија. Што од инвестицијата вредна милиони ќе остане во спортскиот центар, а што Уровија ќе собере после настанот од компанијата, сметаат дека Министерството е надлежно да даде одговор. Антикорупцијска веќе објави оформување на предмет и преиспитување на тендерската постапка. За сега познато е дека од одобрените 5 милиони, речиси 2 милиони се за преадаптација на центарот и 120.000 евра за стратешки комуникации на агенцијата Рейтинг. Бујар Османи има уште 3 милиони евра за хотелско сместување на министрите и нивните делегации, како и за изнаемување на ВИП возила. Додека граѓаните се на работна екзистенција со ниските плати и пензии, власта на големо се дели тендери и организира луксузна конференција за која ќе потроши милиони државни пари.